Марија ни е следна на лице место. Една друга тема, повторно интересна, особено за идните младоженци, конкретно за невестите, ако зборуваме дека највпечатливо е тоа на сајамот за венчавки или убави впечатливи венчаници, но и други нешта. Организацијата на свадбата знае да биде доста стресна, па верувам дека вака нешто ќе помогне да се олесни тој период. Марија, добро утро. Добро утро. Прво добро утро до сите оние кои што се заедно со нас утринава. Верувам дека првото вклучување на лице место ќе биде добродојдено за нашите гледачи. Во ова вклучување ќе го најавиме сајмот на венчавки кој што ќе се одржи по 14 пат во Скопје. Станува збор за сајм кој што ќе може да се види во периодот од 20 до 22 февруари. Зошто е важно одржувањето на самиот сајм во континуитет и што ќе може да се види на самиот сајм? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, актерката Ангела Апостоловска. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телм. Добро утро, Марија. Баш ми е драго дека денеска и вака ќе се издружиме заеднички од Савајле, ќе информираме меѓу друго и добро утро и на сите гледачи. Напомена во самата најава дека е на некој начин дека ќе напоменеме зошто е важно да се одржи во овој сајм во континуитет. Потука ќе прашам зошто е важно за вас и за свадбената индустрија ова да стане традиционален сајм. Генерално ние секогаш одиме и статистички, значи анализираме колку бракови се склопени на годишно ниво во Македонија и некако сакаме тоа да го испромовираме на едно поинакво ниво, демографската состојба во Македонија, така да ја поправиме, прикажувајќи како врвни македонски дизајнери работат и професионалци генерално во сите сфери од свадбената индустрија. И сметам дека е еден настан кој што еве 14-та година поред се одржува, тоа е доказ за квалитетот на истиот и е баш тажно што одредени сајми што сме ги имале во други сфери веќе ги нема, но од друга страна пак ова е нешто магично кое што треба да се одржува и како организатори на истото сме сведоци на многу убави моменти, како со изложувачите, така со гостите, со младоженците и сите други. Најавена е богата музичка програма, но исто така е истакната и посебната ревија која што ќе може да се види. Зашто поточно станува збор? Ревијата е така секогаш интересен сегмент од првата вечер, да кажам, тоа ќе биде во петок. Ќе отпочне целото отварање од 18 часот. Меѓу другото, започнуваме со Пламенка Трајковска, значи ќе имаме различни сегменти од музика, ќе прикажеме како една музичка подлога може да се прилагоди на секој еден вид на свеченост, не само на свадба. Значи почнуваме со гудачки квартет на Пламенка Трајковска, понатаму имаме и аргентинско танго и настап на нокаут, за да завршиме некако со таа модна ревија за која што се зборува на познатите личности од јавниот живот во Македонија. И исто така има едно изненадување кое што ќе го откриам. Ќе ни пее и Антонија Гиговска, значи ќе ни биде и модел и ќе ни биде модел на еден од изложувачите и ќе ни отпее некоја песна, така да музичката подлога е внимателно селектирана, како и сите изложувачи кои што ќе бидат. Таа е модна ревија која што ја кажавте, стварно е нешто феноменално, затоа што сите дизајнери многу време работеле на целата таа колекција која што сега премиерно ја покажуваат, а исто така нудат и сајмски поволности, ексклузивни понуди кои што ќе бидат само тие 3 дена на сајмот. Дали се препорачува присуство на овој сајм за пошироката публика или генерално само за младенци? Многу убаво прашање. Јас често кажувам дека сајмот не е само за младенците, сајмот е и за родителите на младенците, и за кумовите, и старосватите, кој и да сака да се вклучи во целиот тој процес, затоа што свечени фустани, костуми, аксесуари и се што е потребно, чевли, се што е потребно за една таква свеченост, било свадба, било каква и да, дури и матурантите. Значи матурантите, еве во предстојниот период имаме матури, многу често матуранти и матурантки се посетители на сајмот. Така да, зошто да лутаат на други места, кога тука ги имаат сите тие дизајнери на едно место, со кои што можат повеќе од разгледување, да имаат интеракција. Значи, имаат интеракција на располагање 3 дена, буквално тет-а-тет средба со сите тие дизајнери кои што им стојат на располагање од 20 до 22.
Пред самиот крај, уште едно кратко прашање, како заинтересираните да бидат дел од сајмот, дали претходно треба да се пријават, да купат билети, како оди тој процес? Задоволни сме како и низ годините, но и оваа година имаме многу посетители, очекуваме уште повеќе. Многу е едноставно затоа што е символична цената на картите. Се купуваат карти од MK Tickets или од karti.com.mk. Доколку тоа не го направат, можат да го направат и на самата билетара на Александар Палас. Драго ми е што имавме можност да го најавиме сајмот во нашата утринска емисија. Ви благодарам многу што ни помагате да ја пласираме идејата пред широк аудиториум. Благодарам уште еднаш. Говоревме за сајмот на Венчавки, кој што ќе се одржи од 20 до 22 февруари во Скопје. Топла препорака да дојдете и да бидете дел од сајмот, на кој што ќе можете да видите многу работи од посебната ревија која што е најавена, па се до богатата музичка програма.